Благодарам, подпредседателке, почитуван министер, почитувани колеги пратеници, почитувана јавност. Денеска ни се случува уште еден преседан во Комисијата за се и сешто, со заобиколување на матичната комисија која би требало да биде Комисијата за финансирање и буџет во собранието, за да овие закони таму се анализираат. Сакате да протнете уште еднаш измена на закони кои што ќе имаат подолгорочни последици, иако досега покажавте дека низа закони што ги донесовте посебно во економијата со даночните ваши реформи нестабилни, воведување прогресивен данок, па за една година прекинување, односно ставање на одложена примена и така натаму, воведовте една голема нестабилност и несигурност кај економските оператори, кај стопанствениците, затоа што нема стабилна економска состојба и нема предвидливост за нивните инвестиции. Самата атмосфера е таква за жал во државата. Се сеќавате на пакет мерките и тоа не беше само наша забелешка за време на короната, дека имаше околу 50% на искористеност на самите пакет мерки и генерално во сите извештаи беше нотирано дека не се доволно таргетирани, односно правилно насочени кон оние категории на кои што им беа потребни. За жал, сакате да го следиме европското право, но вие токму во оваа комисија направивте невидени прекршувања не само на нашето право, туку и на европските регулативи и директиви на кои што се повикувате. Македонија е всушност прва земја која воведува данок на солидарност. Никаде на друго место ваков закон не е воведен. Во Европа таа пракса сакате да ја примените, но во Европа се воведоа, земјите си воведоа или се во постапка на воведување на windfall tax, што е комплетно различно па од законот за солидарност пред се поради обсегот кој што го има тој данок и овој. Тогаш секторите во земјите во Европа беа од енергетски сектор, од нафта и газ и така натаму, производители на електрична енергија, на нуклеарна енергија и така натаму. И сега кај нас целта на овој данок е всушност да се оданочат компаниите кои оствариле профити како резултат на потресите на енергетскиот сектор, кои траат цела 22 година и ќе продолжат понатаму. И во Македонија прво законот добива наслов за солидарност, за да можат компаниите да плаќаат солидарно, треба прво владата која го троши буџетот да покаже солидарност. До сега, за жал, како влада не покажавте. Наместо тоа, како влада немилосрдно си трошите, фискална консолидација нема, што јасно може да се види од буџетот за 23-та, ниту пак борба со сива економија за која говоревте пред малку. Од тука владата нема право да наметнува нови давачки на оние компании кои покрај нефункционирањето на државата честно се борат да работат во тешки и силно коруптивни услови. Законот предвидува на плаќање на данок на оние компании кои имаат приход над 10 милиони евра. Прво, приходот е сметководствена категорија и вие тоа добро го знаете, и ликвидноста скоро никогаш не се поврзува со приходот. А ликвидноста во Македонија е сериозно нарушена токму поради доцнењето на државата во плаќање на незините обврски и од тука почнува доцнењето на секаде. Можеби ова е применливо за други земји, но за Македонија во овој момент сигурно не е и клучно како резултат на што се зголемил приходот. Дали тоа е резултат на инвестиции во минативе години кои имаат позитивно влијание на приходот? Ако е така, зошто тие компании сега треба да плаќаат поскапо? Легитимни прашања. Буквално тие компании поставени затоа што работат многу посветено и честно, додека други се во сивата економија и не даваат ништо во државниот буџет. Во законот воопшто не се прифатени компаниите кои се ново формирани и се поставува прашањето зошто не се опфатени. Сведоци сме на отворање на неколку компании за тргување со електрична енергија во текот на 22 година и добро знаете, тие се блиски до лица од вашата власт, како ќе се оданачуваат тие компании. Отворено останува и прашањето што со компаниите кои во последниве години се споиле, како ќе се пресметуваат даночните основи пред и по консолидацијата.
Ништо од ова не е предвидено во законот. Од таа причина ние, како ВМРО-ДПМН, сметаме дека и нашата пратеничка група сметаме дека ова решение е избрзано, недоволно разработено. Денеска имавме барање за јавна расправа, но ништо од тоа. Мнозинството е го одби тој предлог. Сосема е погрешно поставено законското решение и во услови кога нема борба со сива економија, од каде што може да се зафатат многу повеќе средства. Пред малку кажа мојот колега Антонио Милошовски за 1,5 милиарда евра се работи, отколку преку овој данок. Ниту пак владата покажува интерес за штедење и правилно искористување на парите од буџетот и затоа сме против воведување на овој закон. Против се и Стопанската комора, која што преку клубот стои органите на комората поднесоа иницијатива за стопирање на постапката за донесување на предлог закон за солидарност. Всушност тука се опфатени најголемите што се вели фирми кои што го полнат буџетот во Република Македонија, кои што покажа исклучителна солидарност во време на пандемијата. И сега всушност со овој закон се смета дека токму поради тоа се казнуваат поради нивните солидарни и хумани чекори. Всушност, воопшто не се води сметка за забелешките и знаеме дека не ги земате здраво за готово. Со тоа, преку тоа покажувате една голема негрижа за стопанствениците, кои што, како што кажав, го полнат буџетот. Всушност, се водите само од потребата и желбата за пополнување на буџетските дупки и неограниченото трошење. Сметам дека ова е само еден начин плюс да си дособерете пари за изборите што следат. Така да законот всушност не представува никакво усогласување со директивите и регулативите, напротив само е злоупотреба повторно на тие регулативи на европското право. Има низа забелешки од Стопанската комора. Прво, регулативата која што се наведува 2022/1854 е донесена на 6.10.2022 во период кога се остварени највисоки астрономски цени на пазарот за електрична енергија, газ, јаглен, нафта и нафтени деривати и кога енергетските компании кои што се бават со ова оствариле астрономски профити како никогаш досега во историјата. Инаку, како втора забелешка е дека регулативата за итна интервенција во врска со високите цени на енергијата во најголем дел се бави со итни времени исклучителни мерки кои треба да се ги превземат земјите членки поради конфликтот во Украина. И тоа се главно мерки за потрошувачка енергија, односно максимизирање на цените за енергијата во домаќинствата и малите средни предпријатија. Трето, ова како била дадено како опција во Европската Унија и не била обврзувачка за сите земји да ја применат, но ние, иако не сме европска членка, сепак вие најдовте можност да злоупотребите и да извлечете пари од најголемите фирми буџетари. Сушност е, како што кажав, тоа е само можност, а не е обврска на земјите членки. Понатаму, ви наведуваат дека е всушност противуставен овој закон, затоа што е директно во спротивност со членот 52 од Уставот, кој пропишува дека законите и другите прописи не можат да имаат повратно дејство, освен по исклучок во случај кога тоа е поповолно за граѓаните, па и со други уставни одредби и ќе бидат всушност вие како мнозинство овдека во собранието и владата ќе бидете директно одговорни за прекршувањето на Уставот, иако тоа вас воопшто не ви е проблем, и најавува нормално Стопанската комора дека ќе поднесе иницијатива за предуставниот суд и барање до председателот на државата да не се потпише овој закон. Навистина има многу што да се говори, но
И во делот за сивата економија, она што го кажувавте, навистина има потреба, како што се објавуваат, јавно се објавуваат, значи, неплаќачи или затајувачи на данок, треба да се направи една, таа е црната книга, треба да се направи една бела книга за да се уважат сите оние кои што се најголеми плаќачи на разни даноци, ДДВ придонеси во корист на државата. Ако е транспарентен тој процес, нема потреба од страв, да постои страв од државата да се објави таква една бела книга. Напротив, само ова ќе се казнуваат најпрофитабилните компании. За сега толку. Благодарам.